Го направивме првиот протест, мислам дека беше негде 2013 година првиот протест и потоа воведовме на практика секоја недела, односно секоја сабота да протестираме пред Регулаторна комисија за енергетика. Тука во тие комуникации се оформи јадрото на НУПСР и решивме да формираме здружение кое што и ден денеска постои. Првите тужби дојдоа од 2013 година и беа од топлификација. Тоа беше период од некои 3 месеци кога мислам на крајот од 2012 Регулаторна комисија за енергетика ги смени правилата и ги обврза граѓаните да плаќаат одреден паушал. Односно Регулаторна комисија за енергетика се постави на ниво на собрание и си даде такви ингеренции да донесе јавна давачка, што не смееше да го направи тоа. На почетокот одреден број на судии пресудуваа корист на граѓаните. Меѓутоа тие судии од страна на судот, граѓански суд по старо основен суд 2, беа тргнати од овие земени од ваквите рочишта и беа оставени одреден број на судии негде заедно со се апелација околу 50 на судии кои што ги водеа овие процеси. Сите од овие процеси завршуваа негативно за граѓаните. Тие ги нарекуваа пасивни потрошувачи на топлинска енергија, иако во многу случаи истите воопшто значи никогаш не биле приклучени на системот на парно грејење, ниту пак имаат цевки кои што поминуваа низ нивните домови, ниту пак соседни станови кои што беа затоплувани. Се започнаа многу голем број на судски постапки пред судот во Скопје. Имено граѓаните свесно се впуштија во судските постапки, иако знаат дека имаат многу процесни трошоци за истите, знаејќи дека е незаконито и е спротивно на Европската конвенција за човекови права, се впуштија во судските постапки. Навистина се одвива голем број на постапки, каде што за жал значи голем дел беа во полза на БЕК, многу мал дел беа во полза на граѓаните. Од 800.000 денари па се до некои си 2 до 3.000 денари е долгот, наводниот долг кој што БЕК го побарува од граѓаните и за тој долг составува тужба против нив. Меѓутоа, тука се проблем прво и нотарите, кои што и тие немале право да ги проследуваат овие случаи без договор, без активна и пасивна документација и без ни еден оригинален документ и во нотарска и во судска постапка. Процесот продолжил понатаму, значи нотарите си наплатиле, дошо на ред, ако вие дадете приговор, ќе дојде на ред да одите на суд и на суд. Значи исто така имате судски трошоци, имате и адвокатски трошоци и бидејќи обично ги губевме предметите, имаме тука трошоци и на спротивната страна, така да негде доаѓаше од 300 до 500 евра еден предмет. Јас ги имам преку 20 предмети. Вакви, за среќа некои се споени од овие предмети. Иако, за жал, во постапките кои што беа поддржани од страна на Македонското здружение на млади правници,
а и во другите постапки, луѓето цело време потенцираат дека има прекршување на човековите права. Кажуваат дека нели, односно, значи се потенцираше тоа дека е прекршено човековото право со само тоа, затоа што како што нагласив, значи они нема никаков договорен однос, значи согласно закон за облигации. Ниту пак има, значи ова беше некоја јавна давачка која што е воведена со закон, но судовите не го препознаваа прекршувањето на човековите права, не сметаа дека е прекршено правото на собственост. По добивањето на оваа пресуда се смени праксата на судот во 2020 година, февруари месец беше донесена пресудата, се смени праксата на судот и сега веќе поголем дел од постапките кои што се однесуваат на оние лица кои што не го плаќале тој фиксен доместок се во полза на граѓаните, каде што судовите веќе почнуваат и да ја применуваат оваа пресуда во своите одлуки. Меѓутоа сега, кога добивме позитивно од судот во Страсбург, државата ни понуди спогодби негде околу 900 евра по човек испаѓаат спогодбите, кои што голем дел од граѓаните ги одбија овие спогодби и сакаат да има конечна пресуда против Република Македонија. А бидејќи државата и понатаму игноратски се однесува кон овој проблем и го загрозува и правото за повторување постапките, ние им дадовме максимална поддршка на сите граѓани кои што се одбиени повторно да дадат жалби во Страсбург и повторно да ја тужат државата. И тие ќе добијат и ќе имаме уште една масовност, можеби за неколку години, по ова прашање.